Почитувани богданчани, почитувани присутни, почитувани инвеститора, директор на Интеренерго Љубљана, господин Блаш Штерк и господин Мартин Долзер, почитуван господин Матеј Руњак, извршен директор на Тригал Љубљана, почитувани представници на австриската КЛ Келак Интернешнл, на ПВЕ Евроинк, почитуван градоначалник Блаже Шапов, почитувани пратенички кои што сте денеска со нас, Марија Костадинова и Драгица Гјавочаванова, кои што денеска сте овде во поддршка на сето тоа што го прави нашата земја, почитувани новинари, представници на медиумите. Навистина представува чест и задоволство да објавиме следење на нашата агенда во обновливи извори на енергија, овде во југот на Македонија, во Богданци, каде што сонцето секако е присутно, но денеска го гледаме дека и ветерот го има. Затоа што објавуваме навистина ветерна електрана, која што е нова инвестиција во Република Северна Македонија. Представува чест и задоволство денеска да сведочам на отпочнувањето на еден ваков проект и постигнувањето на договорот за аквизиција, кој што помеѓу фирмата Евроинк, кој што ја представува господин Оташевски, кој што разви проектот, и фирмата Интеренерго заедно со Келак, кои што се инвеститори на овој проект, како што зборуваше градоначалникот, од 30 мегавати во вкупна вредност од 40 милиони евра, кој што само по себе представува имидж за Северна Македонија со присуство на вака джиновски компании. Во собственичката структура секако на Келак е австриската држава и RWA, односно големата германска компанија, која што само по себе значи порака на испраќање на порака на охрабрување на сите следни инвеститори во Република Северна Македонија, во енергетскиот сектор, но секако и во сите други сектори. Целта на овој проект е обезбедување на чиста еколошка енергија. Новата инвестиција ќе се гради, како што беше кажано, помеѓу двете наши македонски села, Стојаково и Селемлии, каде што имаме и повеќе ветар отколку што има овде во подножјето, односно во градот Богданци. Овие 30 мегавати електрана со вкупна вредност од 40 милиони евра ќе прават производство на електрична енергија од околу 72 гигават часови. Тоа значи обезбедување на стабилно снабдување на енергија на еквивалент 18.000 домакинства. Она што е од голема важност за целиот инвестицијски циклус е тоа што при изградбата ќе се вклучат и локални изведувачи, со што дополнително ќе се придонесе за развојот на локалната економија во земјата. Станува збор за современа инвестиција со имплементирање на најмодерна технологија која се очекува да заврши не повеќе од 2 години од денеска. Со инвеститорите Интеренерго, КЛ Келак Интернешнл во ноември 2020 година потпишавме со нас меморандум за соработка во полето на енергетиката во Северна Македонија. И јас верувам дека таквиот меморандум нема да застане на оваа одлука за нивна инвестиција овде во Северна Македонија, туку ќе продолжат и понатаму да барат локации како за ветерници, така и за фотоволтаици и за други извори на енергија, пред се надевајќи се на обновливите извори на енергија. Деновите на производство на електрична енергија од фосилни горива изминуваат, почитувани граѓани. Нашата земја го следи силно својот план и стратешка цел за замена на фосилните горива со обновливи извори на енергија. Силно веруваме дека и овој нов ветерен парк во целост ќе оправда инвестицијата на ветерот како обновлив извор на енергија кој што постои во нашата земја. Како што е познато, и денеска уште еднаш тоа треба јас да го повторам, овде на територијата на општина Богданци веќе е реализиран првиот ветерен парк на АД Електрани на Северна Македонија од 36,8 мегавати со 16 ветерници, секоја со единечна цена од 2,3 мегавати, трафостаница 20/110 киловолти, далековод од 110 киловолти и пристапни патишта. Инвестиција која што чинеше навистина 55 милиони евра. Оваа инвестиција е при крај на враќање од незиното работење. Тоа само по себе потврдува исплатливоста на ветерот во процесот на враќање.
6,5 до 7 години оваа инвестиција државата ја врати преку низиното работење. Секако во фаза на развој и проширување на овој ветерен парк од страна на ЕСМ се уште дополнителни 13,2 мегавати со поставување на нови 4 ветерници во наредниот период во вредност од 21 милион евра. Навистина, сакаме да создадеме услови за имплементирање на зелено сценарио за развој на земјата, која треба да обезбеди и економски и еколошки бенефити. Имаме потенцијали, енергијата од ветерот за производство на струја да ја користиме. Во земјата постојат одлични географски потенцијали, а тоа го потврдуваат и сите досегашни студии, според кои има 15 поволни локации за изградба на ветерници. Во најголем дел по долината на реката Вардар, односно по Вардарието, во Овче поле, Свети Николско, Кумановско, Крива Паланка, Крушево и во повисоките планински делови на државата. Според стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, уделот на обновливи извори на енергија во вкупната потрошувачка на финална енергија очекуваме да помине 50%, односно да имаме повеќе од производството од ваков тип на обновлива енергија. Фотонапонските и ветерните електрани ќе бидат најбрзо растечка технологија за производство на електрична енергија во сите можни сценарија за државата. И тоа до 1400 мегавати фотонапонски електрани и до 750 мегавати ветерни електрани. Благодарам, останувам на располагање на вашите прашања.